Средина на месец мај. Лудилото започнува очно. До душа го правиме реално муабет не е ни застанато, али добро. Матур, полуматур, свадби, крштевки или поново свадбо крштевки. Со трошок да се поминиме, сваѓа. Многу луѓе, многу гужва, многу цигари, гласна музика. Луѓе седат пијани, слабо светло свети, ништо пред себе не гледа. Една многу луда шпица јас вина јавува. Судница, мир во судница. Ме мава трап моменти од на времето од детството моје, не викам, месец мај, бе. Кои паники се дешават во месец мај, човеч. Сега, например, најжустро му е на овие што спремат свадби сега во мај и на матурантки. Би рекол на матурантите око не му трепнува. Значи матурантките се замарат, бе, брат. Фустани половина имат купено од пред времење и тој некој број помал за да ослаби, за да собери во него. Значи сама ќе си клај мотивација и нерви дополнителни, ќе клај некој потезен за да се дупни од вежбање за да постигни нешто, да малце да подсоја. Не мора цел. Нека стрчи по нешто. Да има зашо да се жали таму, да се прави муаве. А битто да влези, да се пикни во тој 2-3 броја помал што е фустан. Се замарат за фризури, се замарат за шминки. Абе за се, знаеш како? Земат се букира. Месеци уназад. Значи сега да се јавиш да ти треба се нашминкаш негде, нема да најш место, ти се е букирано, бе, бату. Тоа е страшна работа. А матурантите што прат? Ништо, брат, не прат матуранти. Моментално играт на компјутер, некоја игра таму. Око не му трепнува ни матура, ни алишта, ни фризура, ништо. Ако имаш некоја партнерка да те замара да речи ајде исти алишта, она да те тера ти да одбериш нешто според неја или обратно, тогаш евентуално. Иначе 90% мајка му ако го изведе да му купи костум или ако оди таја да му купи некој костумче да го облече арно, ако не, око не му трепну. Колку татко му што се замарал претходно толку и мажи сме, бе, брат. Мене ако ме најдоте сега по шорцој ќе одам на матура. Се замарам, онда ќе се дотервам, ќе се потам жива вода, ќе се прам, па и овај мај не е месец или пекол ќе види или ќе врни средина нема. Значи во двете сценарија како сакаш сврти зафркнат. Или ќе би жива вода, или ќе би жива вода. Трето нема. Дали однатре или однадвор, зависи од денот што ќе ти се погоди. Ама не можеш по 3/4 да се облечи. Сам ти можеш. Ма ретко кој се осудува. Оти ќе речи. Оти твоите дома одвај чекале во костум да те видат матурант. Најмногу на светот да мразиш костуми, на крајот ќе го облечиш, од тя ќе си речиш немам да се расправам со сите. Не знаеш, брат. Тоа е еден притисок непотребен, глуп притисок, немам да ви опишам. Ти не се замараш, мајка ти, татко ти, стрини, тети, вој сите се замарат за тебе. Костум. Значи костум обавезно црн ќе си клаиш. Аман мори типа црн костум не баре за напогреб. Ами зет не ќе оправим, не ќе оправиме зет. Што разбираш, мори ти што разбираш? Костум се знае каков смокинг, класика. А мори која класика. Ки си клај костум кариран младалачки. И така тие ќе се расправат околу тебе. Ти појма немаш ни шо е костум, ни шо е смокинг, ни стандард, ни дали е ваков, ништо не те интересира. Тебе омилена боја карирана ти е, ти појма немаш што се дешава. Море ќе ти носат костуми од татко, од тетин, од вујко, од некој, од не знам каде. Море ќе ојте, ќе пробвате костум. Само проблемот е што поранешните костуми биле поинакви, денешните се поинакви. И родителите кои видат нешто поинакво малце не му влегва во приказна. Јас на пример сакав да носам костум, ама си го носам на мој начин. Тоа беше една борба, не знам. Пробвам јас кошула и одма ги засуквам ракаите, оти ме нервират. Обично одма засуквам рака и што сака нека е дуксерка, мајце што било, јас засуквам рака. Ти буда како ќе засукваш рака, невој да ги засуквај ќе ја истутка. Ја ако не да седам и неубо да се осеќам, оди ти мислиш дека не треба ги засуквам ракаите, еве. Не е проблем. Јас тргна патика да клам, патика на костум. Ерес. Никако се знае костум како се носи чевла. А тие чевлите како една нема комотна чевла во свет. Мислам добро сигурно има, ма кој има пари ги купвани за еднаш во веко што ги клам 2 пати. Па тогаш па како дете цел живот патика ногата, чевла да клам. Нема шанса. Думрам да ме болат носете таму не носени тие чевлите не размрдани, нови купени стегнати вака на ногата залепени, ни можеш да свиткаш, ни можеш да одиш, се лизгаш, тропа, ама морало чевла на костум. И тантара пантара на крајот зедов ја фрлив тако шулата да не се тутка. Си кладов мајче обично бело, ојдов ги фрлив тие чевлите, си кладов патичина бели и си ојдов си поминав у бајна, пошто нити мора да се замарам за кошулата, да пазиш како ќе седиш да не се истутка, пази ракаите да не ги истуткаш, не знам шо. Оди треба од дома ти кажат како да не се туткаш, ти на 18 години не си способен самиот да си смисли. Нити нозе ме болеа, нити се замарав дали ќе се лизнам, ќе сотепам со тие чевлите или ќе ми штракат кај што ќе одам. Ништо ова туле, рајат глава. Ама јас сум тој, јас сакам мене рајат да ми биде. И многу пати луѓе не се сложват со мене, ама шо да му правам? На крајот на денот, кој ги праша бе батуле? Кој ги праша? Јас ги прашав не. Мене ме прашва некој како се облечи, не ме прашва. Зошто да ме праша? И кој не ме прашва мене никој, кој ги праша нив бе? Така, знаеш колку пати ми веле? Зет со капа никако. Кај се видело зет со капа? Зет со капа не. Не кладов шешир, не ми пишеа недели за тој шеширој
по новини и луѓе ми се уваја лала тие бореш убо испадна многу убо било. А сега убо било со шешир, кул било некако, така? Сас не викам дека јас го измислив то цел живот луѓето шешири носат со костуми, нема врска. Ама Зецо Капа ни га ете бидна Зецо Капа и шо се срона бисеро не се срона. Значи излезете малце од тие граници да му се не ви. И апел до родители, не малтретирајте децата, море не значи дека вашите соништа се нивни соништа. Достолавајте мал. Јас разбирам дека уште се телиња и уште не знаат ништо, ама ако остајте ги нека прат мера. Тебе ако ти е чудно, не значи дека нив му е чудно. За тебе ако не чини, може за нив чини. Уживај малце, олавај се. Дено за нив, на крајот на дено шо и да облечат по 10-15 години, смешно ќе му биде. Остай го нека прај мера. Мајка да се нервирам тука. Да се кабил ќе ги облечат и ги начешлат вака, ги залижат и ги пуштат там. И ќе одат со нив намаз и вака ќе му го дават јадењето. Јади. Мајка да. Ама тоа е машките се обично на мама дечињата, нема. Ама зато чупињата ќе те купат, ќе те продат бе батуле. Тие све знати кои се најдобри шминкерници, кои се најдобри фризерници и шо е најдобро и кај има фустани. Борот тука се креват до Турција, до не знам каде се креват, одат онаму фустани шија, фустани барат, одваму таму некои интересни ствари да видат. После мажите ако ги собериш 2000 души, од 2000 души има 4 типи на костуми вкупно. Сите се како во униформа. Ама зато жените не да е Боже, нема шанса исти да има. Ако не да е Боже се поводи некој иста со ќе го смени фустано, ако треба и нема исти да биде. Мажи кои се видат исто облечени, браќа се автоматски и да не се знаат, тие се луѓето готово. За жените е то непријателство до гроб готово. Облече исто го неа, рачунај дека му си пишана на списокот там. Врти случи па разликите меѓу мажи и жени ги зборава ли нема врти? Ама тоа е бе брат. Лудница, дали спремаш свадба, матура или полуматура, исто ти се фаќа. Денешно време полуматурите се бетер од свадби, камоли матури, камоли свадби. Значи луѓето одат до крајности. Се ги речи шо ти така. Сега ќе ти кажам, за свадба викаш музика, така? За матура, полуматура викаш музика? Викаш. Луѓе викаш кафана или дома или било како, частиш. И за свадба и за матура и за полуматура частиш. Сакал ти или не, ќе ти надојдат тие, не те прашва. Еден тон пари за фустан за керка ти фрлаш. Костум за малио купваш. Уба кола да ги однеси бара. Партнерки има. Значи технички ти полуматурата и матурата се пробни свадби, ме сваќаш, вежба за нас свадби. Исто влегват на црвен килим, сите се гледат во нив, сите ги сликат, сите со нив се слика, исти омуаве. Само што на главната маса седат наставниците и професорите наместо зетовците и невестовците. Таа е разлика. Иначе салата, ордевер, вечера, мечера, торти, све е исто. Се ќе си платиш батули. Можда не толку многу колку на свадбата, ама ќе си платиш пак многу, ич да не се секираш. Тоа му е се смислено бизнис направи да ти ги цицнат до денарче, ич да не се секираш. Знаеш шо ти? Оти тие знаат дека за твоето дете ти се ќе направи. Како и секој нормален родител, да се разбери. Овие што не прат ништо за децата ни спомнуваме, пошто не влегват во нормалната категорија. Се има родители што сакат се да напрат, ама што не може. Ама битно се трудат. И трудот се гледа и децата знаат да го почитуваат. И ко сме веќе на таа тема, мислам дека годинава ќе можеме да поможиме на некои луѓе што не можат некои одредени работи да ги направат. Пошто и кај нас се случват некои новите. Се случват убави работи. Ако ќе ти се случват тебе убаво е да поможиш и ти на некој други убаво да му биде. Така што пратете таму по социјални медиуми, ќе има нешто објавено. Што ќе биде колку како не знам, ама објавено ќе биде. Ич да не се секираат. Пошто машала животот е малце терсенео и останавме на шака луѓе, ако не си помагаме ние го ги ни поможи бе ватул. Така што родители, сакале ви или не келе, спремајте си ги џепчињата, пошто какви трошоци видат, вие уште не сте свесни. Сите мислат дека знаат пошто сите поминале матура. Ама од кога поминавме ние досега, работите се сменети толку многу. Ето со зборој не се опишва може. Ако ништо друго во наше време и генерациите пред нас немаше многу кај да видат што се дешава. Не беше интернетот толку, немаше социјални мрежи. Претходните генерации веќе ичмуаве да не прави. Само на телевизија што ќе видат тоа. Ама зато денешно време, нека е здрав и жив интернетот и тие социјалните мрежи. Се што се дешава во цел свет можат да видат и се сакат децата. А нормално секој сака да му доволи на децата. Тогаш еве чисто совет другарски вака, од мене спремете си ги џепчињата, кој колку може, оти идат тешки денови, сушни денови. Али ако за убо нека е, битно е да се живи здрави сите, да се срекни. Па здравје Боже Господ ќе наврти, ќе си дојси, тој си знае. На крајот на денот пари потрошени во убави спомени не се потрошени пари. И сега знам дека на некои луѓе му е то многу тешко го слушнато и само трошење пари на јадење и на алкохол се рачуна, ама пари потрошени во убо поминато време, во патувања, во убави спомени, такви работи реално не се потрошени пари, тие се вложени пари. Од тие спомени останува цел
човек. Еднаш правиш матура, еднаш правиш полуматура, еднаш се жениш. Сам добро во денешно време некои луѓе и покепат и се женат, ама еднаш се жениш, се жени. Никој не влегва во приказната со намера дека неколку пати ќе се жени, сите мислат дека еднаш се жени. Така што идат тешки денови, ама да сме здрави, живи и среќни сите, се друго како што иди така и ќе си врви. И тука со овој убав муабет ќе ве остам, пошто морам и јас додам да досредам некои работи, пошто и за мене идат убај денови. И за нас музичари, камермани, водители, уредници, шо ја осме знам и јас поќе, почнува една уба сезона. Така што останете ми со здравје, гледајте си ВТВ телевизија и се гледаме наредна епизода. Поздрав и убав ден!